Браво, јас сум Столе Димитриевски, голман на македонската репрезентација кој го направиме на големиот успех на пласма за Европското првенство, а вие гледате Gentleman магазин. Ја не сум водител. Јас сум голман, тука е Жаре водител. Ти благодарам за прекрасната најава. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tú? Muy bien, también. Tampoco. Tamén. Може, да. Со тебе можам да зборувам на 3 јазици. Можам да зборувам на македонски, шпански и кумановски. Кој јазик ти е омилен, кажи ми? Кумановскиот е најспецијален за мене. Јас сум од Куманово, цел живот зборам кумановски и кумановски е најспецијален. Баш ми е драго што имаме различни дијалекти и тоа треба да се почитува. Македонија е богата со дијалекти. Ете ти имаш некаков микс на шпанско-кумановски јазик. Зборуваш ли често кумановски? Па да, нормално зборувам со моите дома, кога сум со репрезентација исто зборувам кумановски, а овде треба да зборувам литературно македонски. Овде зборува како што тебе ти е добро, како што е убаво, затоа што нели кога си џентлмен треба да правиш работи што ти се убави, а при тоа да не им сметаш на другите, така дијалектот не смета. Да. И сам најави вие постигнавте еден огромен успех со нашата македонска репрезентација. Ние гледајќи ве вас пред малите екрани бевме, како да ти кажам, возбудени, наежени дури гледавме. Можам да замислам, тоест не можам да замислам, извини, како било на теренот. Како е да се биде таму? Па добро, да ти кажам наискрено, тоа е, како што реков, еден историски успех, едно историски осеќај, нешто што добро рече ти дека не можеш да го опишеш, да го почувствуваш тоа. Искрено ти кажам, тоа е чувство кое што можеш да го почувствуваш на себе. Јас досега немам почувствувано такво нешто, немам толкави големи клубски успеси како за македонската репрезентација на Европско првенство, успех. Тоа е нешто неопишливо, невозможно, нешто 3 дена да зборуваме не можам да го опишам тоа. Тоа се чувства за Македонија, за македонскиот народ, за македонските луѓе, за сите. А какво е чувство кога стоиш ве таму и слушаш сега химнуви? Стварно, какво е чувството? Стоиш и си слушаш химната таму со сите? Наискрено, ја увек стојам со првите тука со Пандев, Стефан е до нас. Надпревар Пандев мислам дека плачеше, јас бев преемотивен, осеќам, Чувствувам? Осеќам е кумановски. Осеќам, да, чувствувам литература. Осеќам дека целата држава ја представуваш со слушањето на македонска химна и со пењето. Баш не сум добар пејач, али ја пеев доста гласно. Од срце? Да. Con pasión de corazón. Имаш ли некоја интересна случка што ти се случила, конкретно сега за европско да прашувам? Нешто се случи ли интересно, освен тоа кога стигнавте таму, па кога атмосферата тргна, нели тоа сите го видовме? Па имаше доста случки интересни ван теренот, во хотел, амбиентот, доста дешавања, доста ново искуство за нас. Само со тоа, со пристапот на луѓето спрема нас, со камерите, секој момент си под камери. Ние не сме го научили, не сме учествували такво искуство, не сме имали, али ова беше едно големо искуство и голем успех за нас. Супер. Имаш прилика да стоиш рамо до рамо, имаше прилика и си имал прилики да стоиш рамо до рамо со некои светски фудбалери, нели, светски звезди. Имаше ли прилика да запознаеш некого лично, освен на теренот, нели? Па добро, нормално познавам некои играчи кои што играле на Европско првенство, али не го запознав Малиновски, само пред него да му го парам дресот, зашто цел живот ќе паметам дека сум одредил пенал на таа утакмица со Украина и дека неговиот дрес ќе ми значи. Он ме праша зашто го сакам неговиот дрес, знаеш, и се смееше. Заради пеналот и јас се насмеав, една од нормални случки на теренот после утакмица, али ми го донесе дресот после рекламата, сменивме дресот без никаков проблем. Како ти од твоја гледна точка ќе го опишеш нашиот пласман, не нашиот пласман, но нашата игра на самото Европско првенство? Па добро, може ние влеговме со преголема желба, со преголема волја за успех. Можеше тоа беше малку, требаше да бидеме поконцентрирани, посмирени. Али тоа е нормално, зашто прв пат си на Европско прва утакмица, еден Горан Пандев
беше емотивен, а не па другите играчи. Тоа е нормално, али јас сум пресреќен зашто знам дека моите колеги го дадоа максимумот и покажа најдобро нешто од наша страна. Има ли джентлменство меѓу фудбалерите? Што мислиш? Па, сигурен сум и сум доживел, сум го видел ван терен пред се сме луѓе и се почитуваме и мислам дека македонската репрезентација имаше одлична хемија, одличен почит измеѓу играчите кој на вистина можем да кажем дека ако голем дел, да не кажам сите, се джентлмени. Има ли некој што се окарактеризува како најголем джентлмен, некој што сака најмногу да се дотерува меѓу македонската репрезентација, меѓу македонските фудбалери? Нормално, секој има свој стил. Јас многу пати критикувам дека зашто луѓето нормално кога зборат за стил на фудбалерите као сите сме по ист профил или исти, али не мора да значи. Секој има различен стил, секој има различно понашање, однесување во гардероба, во било што. А каде се подотерани, тука или во Шпанија фудбалерите? Ја мислам дека во македонската репрезентација сите се доста средни, доста трени ради тоа што ипак ти доаѓаш да представуваш една држава. Да. Во клубот можеш да одиш малку по спорт, кул, вака, кога ќе дојдеш на македонска репрезентација, као представуваш држава и нормално е и респект за тебе и за другите луѓе. Таа приказна што се случи на Европското првенство навистина е една голема и ние сите посекуваме нели да се оди понатаму. Тоа е искуство, од искуството се учи, па еден ден здраве Боже и на светско да ве гледаме како репрезентација. Па добро. Јас се надевам и ние работиме на тоа, имаме одличен тим, имаме одлични играчи. Сега имаме нов селектор кој одлично работи во прошлиот циклус за младата репрезентација, така да ние сме спремни да го дадеме максимумот и да направиме нешто уште поисториско, едно светско првенство. Ти доаѓаш од една од најтешките лиги во светот, дефинитивно, Шпанската лига. Бара ли тоа, има ли многу захтевност, бара ли јако темпо на живот, дисциплина и така натаму? Па, добро, јас сум човек и професионалец кој што сакам да ги работам работи, ако веќе работам нешто да го работам максимално и у Шпанска лига, Шпанското првенство, мора да се посветиш 24 сати на денот за да може да одговориш на тоа ниво на игра. И јас зборев со многу другари и кажав дека Европското првенство е над Champions League, затоа што Европското првенство е нешто посебно. Фудбалот е посебен, амбиентот е посебен, што не сум почувствувал такво нешто, така да ако не се посветиш 24/7, не познам друг начин кој што може да одговориш на такво нешто. Па да, со самото тоа што во неформален разговор ми кажа дека на месец си му одбранил 2 гола до сега, 2 обиди за гол, нели тоа значи дека ти треба голем режим. Како е да застанеш очи во очи со Лајонел? Па добро, тоа е посебно чувство. Застануваш, имаше моменти кои верував, моменти кои не верував дека он е пред мене, имаше моменти кои пробав да го однесам на некоја моја страна, кога што играш со мене пенал, пробував да играм моја игра, али дефинитивно на таков режим, таков тип на играчи е многу тешко, зашто он е фокусиран на него и знае дека ако он одговори дека нема да има проблем, така да чувството е специјално. А пеналот го одбрани? Не. Не го одбрани? Не. Што си рече во моментот? Што си помислил? Добро, сега ако примам од некој друг играч пенал, као се нервирам повеќе, зашто он е Меси, као он треба да го даде, знаеш. Да. Не треба да биде така, али така неговото присуство принудува. И тоа е нешто тешко да ти самиот човек да го пренесе како ја. Не, тешко ми е зашто ми е нормално дека ти е тешко, али не е толку трагично како да е некој друг играч. Зашто ипак он е
за мене и мислам дека за многу е најдобар играч на светот. Да, и джентлмен во играта, морам да признам дека Меси има едно джентлменско држање на самиот терен. Затоа што како што кажат и тој не трча, тој оди гледа, мисли, прави. Буквално джентлменски потези прави цело време. Па точно, ја мислам дека джентлменот има у секој момент контрола на ситуација, што треба да направи, знае што да се понаша джентлменски и он има секоја ситуација, има преглед, има знае кај се играчите и знае што треба да направи, така да добро го опиша, баш прав джентлмен. А кажи ми како изгледа еден твој ден? Колку тренинзи имаш на ден, од што си се лишен и така натаму? Па добро, нормално. Мојот живот е доста едноставен, доста нормални работи. Правам, станувам, кафе, доручек, идам на тренинг, обично ручаме на стадион после тренинг сите заедно. Одмарам, идам доста кино, куглање исто ми се свиѓа, после одморот, кафе излагам, вечера. Многу едноставно и многу за мене практично, али за тоа го правам зашто треба да сум одморен, треба да сум спремен утре за тренинг и така. Вака кога сум опуштен на одмор, може правам се што не правам во тек на сезона. Па нормално. Нормално, мора да се опуштам да зашто таму ако нема баланс, ништо нема. Таш. Одлично. Ќе ти предложам да смениме локација, да се освежиме малку со една пијачка, па ќе го продолжиме разговорот. Ова официјално или неофицијално? Официјално. Океј. Официјално, па неофицијално. Кога ќе се навратиме наназад, ќе видиме дека 20-тиот век е период кога се имаат случајно голем број на промени во општеството. Направени се голем број на чекори кон поубав и поквалитетен живот. Со слобода секој да развива свое мислење. Истото се случило и во модниот свет. Порано, голем дел од модните парчиња биле правени и потекнувале по војничките правила, додека само некои ексклузивни парчиња можеле да си ги дозволат само оние побогатите и со подобар статус. Потоа настанале оние промени кои што доведоа на тоа што можеме да го видиме и имаме денеска. А еден од главните виновници за тоа е дизајнерот Џорџо Армани. Тој е иконски дизајнер на облека, кој што има изградено своја империја. Неговата популарност вртоглаво се зголемува во Америка во 80-тите години на минатиот век, кога неговите машки мокни костуми често се појавувале во најпознатите серии и филмови, меѓу кои филмот Американско жиголо од 1980 година, во кој глуми Ричард Гир. Тој не донел промени во тоа што мажите да носат, туку што смеа да носат. Светлите бои во дневните комбинации биле една од првите промени кои настанале. Тој успел да ги облекува најпознатите во тоа време, а преку нив тој покажал како на вистина треба да изгледа една машка личност. Во текот на 80-тите години, носењето на костум од овој светски познат дизајнер прераснало во символ на успех за многу деловни професионалци. Покрај тоа што бил добар во својата професија, Џорџо се покажал како еден од најдобрите предприемачи и бизнисмени во светот, кој знаел како од ништо да направи империја и успел да создаде инспиративна приказна за секој од нас. Покрај модата, тој влегол и во бизнисот со угостителство и успел да купи повеќе други бизниси. Дури ни приватните проблеми не можеле да го забават моментумот на Џорџо, кој во 1996 година добил условна казна, откако се изјаснил за виновен за мито на италијанските даночни службеници во 1989 и 1990 година. До крајот на 90-тите години, неговите бизниси имале продажба од околу 2 милиарди долари годишно. Визионер, креатор, лидер, бизнисмен. Тоа се само дел од епитетите кои што ги заслужува овој човек. Пример е за многумина и човек од кој можеме сите да научиме. За да создадете нешто многу квалитетно, вашиот начин на размислување мора да биде немилосърдно фокусиран и на најмалите детали. И како што ти видите, Столеве, сменивме локација, малку да се освежиме со пијачка. На здравје. Фала. Би сакал да се навратиме малку на твоите почетоци, како се роди љубовта кон фудбал? Па добро, секогаш сум сакал да играм, татко ми игра фудбал. Сум гледал доста утакмици како мал со него и
доста сакав да му правев притисок да почнам да играм, да тренирам. Имав преголема желба и на кај 8 години татко ми ме однесе да тренирам. Во Куманово. Таш. И до кога беше таму? Па добро, до Куманово бев до 14 години. После Куманово дојдов тука во Скопје, во Македонија Ѓорче Петров. И после Македонија, после 2 сезони заменав во Работнички. Кој ти официјален клуб прв кај што си играл? Куманово Евроспорт. Куманово? Куманово Евроспорт. Да. И после тоа Скопје? Не, дојдов после во Скопје во Македонија Ѓорче Петров. Аха. После Македонија Ѓорче Петров, после 2 сезони заменав во Работнички. И после Работнички, после исто 2 сезони, кога играме Лига Европа, заменав во Удинезе, во Италија, кој што подпишав 5-годишен договор и отидов на позајмица во Шпанија, прво во Кади 6 месеци и после во Гранада 4 сезони. Леле, колку интересна приказна на сите страни. А од секогаш знаеш дека ќе бидеш голман? Кога почна да тренира? Не, имам како играч. Почнав како играч и еден ден дојдов дому, реков на татко ми, ова е една од поинтересните истории што зборувам со татко ми дома кога гледаме фудбал или нешто. Му кажа дека ќе бидам голман и он ми рече уште малку ќе бидеш линиски судија. И се насмеа на мене, али окей. Еве денеска сум голман и среќа што биднав голман, не сум играч. Не трчаш многу тие гајле, другите се потрат, ти си седиш таму на статива. Па добро, од страна кога гледаш, да, не трчам, али мојата работа е по-стресна, дефинитивно. по сериозна, не смеш да ни минимална грешка да дојдеш до грешка, али окей, уживам во тоа. А има ли просек статистика во еден натпревар колку километри се поминуваат? Па да, ја например можам да поминам, да кажеме, кога ќе излезам на терен за игравањето до крај на натпреварот може максимум 5-5,5 километри. Тоа е пола од кој што трчат играчите. Али зависи малку до игра, зависи до стил на играта, можеш до 4, може 5. Тука негде се движат бројките. А значеше ли ова остварување на твојот сон, откажување од многу другарства, од излегувања, од пријатели и така натаму, тие дружби знаеш зашто ти зборувам? Па нормално дека треба да се откажеш од доста многу работи, тоа го бара професионалниот фудбал и јас бев спремен на доста многу работи и доста многу работи ги направи за да може да биде професионален фудбалер. Али ипак чувството кога ќе играш од надпревар, кога ќе се што носи фудбалот е прекрасно и така да не жалам за тоа. Колку години си веќе во Шпанија? 10 години. 10. И имаш променето колку ми кажа 4 клуба? 1, 2, 3, 4 клуба, да. И каде ти е до сега најубаво од сите што си бил? Па добро, поминав 2 сезони во гимнастик, фантастични, пресреќен бев во градот со навивачите и сега можам да кажам дека тоа го надминав во Раја Ваљакано. Имате специјални навивачи кои што се доста големи фанатици и еден од клубовите со најдобри навивачи во Шпанија, можам да кажам. А каде се најува посредствено? Тука на нашите терени или таму? Кои навивачи се полуди? Ја мислам дека полуди се тука, може таму малку повеќе се најува, али овде најувачите се полуди, можат да дојдат до некои лудости да кажа. Се направи нешто, се фрли запален тапан на терен, пример. Било што, некој чудо. Да. Кажи ми, почна ли да се навикнуваш, мислам почна, 10 години си таму, се навикнали на шпанскиот стил на живење, на начинот? Па, најискрено ти кажам, лесно ги прифатив нивните навики, зашто баш доста слични навики имаат како македонскиот народ. Немам никаков проблем, се навикнав и го прифатив и доста добро ми е, може да кажам тоа. А како е ноќниот живот во Шпанија? Имаш ли можност да го уживаш многу? Па најискрено да ти кажам, кога ќе победиме, кога ќе влеземе, сега кога влегоме во прва лига, сите одиме да прославиме и од клубот
бара да одиме зашто си под тензија, под притисок да проследиш, да се опуштиш, да испиеш некоја пијачка. Ноќниот живот е фантастичен. Доста ми се свиѓа зашто сите играат, сите се весели. Јас, например, одам во дискотека да играм, да се забавувам, да испием некоја пијачка. Например, овде малку друго, бар у Куманово, колку пати имам излезено, неколку пати кога сум на одмор на ова, одам во дискотека да играм, тука не е баш толку забавно, сите стојат као нешто. Постегнати се, нели? Постегнати се, да. Али мене ми се доаѓа опуштен да се проведам топ, да излезам, да се забавам. Али окей, тоа е некој стил на живот. Секој има право на такво нешто. Види, поентата на излегувањето е тоа, да се опуштиш, да се изнаиграш, некако мислам дека се уште зависи од клуб до клуб, од град до град, мислам дека, знаеш, данес ако се разигра многу, да не речат овие види го што прави Столи или Жаре, што прават многу играат. Да. Али си го правиш тоа за себе, нели? Тачно. Тоа е најбитно, да си ти среќен, да си ти весел, забавен, позитивна енергија и најбитно е да уживаме, зашто ја кажувам, животот, сите ние сме ни гости на овој живот. Точно, гости сме. Така да треба да уживаме. Кажи ми, си имал ли идоли кога додека си растал? Па да, Буфон ми е еден од Джиджи. Како да кажам, кај што сум гледал како прави ова, зошто ова, сум го анализирал и имав да еден против друг да играме, имав шанса и стварно е прав джентлмен, можам да кажам, на стадион, надвор стадион. Разговарав со него, ми беше важно неговото мислење и прав джентлмен. Италијано даса, е? А кажи ми, според тебе, кој од светските звезди, сега зборувам, не кај нас, кој е според тебе најголем джентлмен во фудбалот? Селектор, голман, играч, небитно. Па можам да извојам джентлмен, како што е Пеп Гвардиола. Како тренер можем да извојам. Како играч можем да кажам Чави Алонсо, зашто знам некои случаи, некои од своје искуство што сум слушнал и затоа кажам може така по джентлмен од македонска фудбалерска репрезентација. Иван Тричковски би извел дека е прав джентлмен. Да, одлично. Добар избор, навистина. И јас би играл така некако горе-долу. Без кои три работи не излегуваш од дома од Савајле? Без кои три работи? Да. Без кафе, морам да се напијам кафе. Една од најбитните работи кај мене. Без фризура не излегам, ако немам фризура носам капа обично. Да не. Да. Така и без саат. Не излегам. Сакаш добри саати? Носиш? Да, ми се свиѓа доста. Мислам дека да бидеш джентлмен треба да имаш саат. Небитно каков саат, било што, али еден од важните работи во мојот стайл. Да. Види, точност е одлика на големите луѓе. Така да саатот не е само акцесор, додаток, моден додаток, туку е и нели за да го мериме времето, а тоа е многу битно. Кажи ми, што представува за тебе поимот джентлмен? Ми нафрли неколку мислења, но еве конкретно, што мислиш, мислам, не дефиниција него. Добро, за мене, ја мислам дека джентлмен е прво би почнал треба да биде облечен и стеден во тоа каде што оди. Например, сега јас во овој момент не сум джентлмен, зашто сум облечен поразлично од тебе. Нема врска уопшто. Али, окей, тоа е едно од првите работи што би кажа. Треба да биде джентлмен спрема колегите, спрема луѓето, спрема женските, спрема тие работи за мене се джентлменски работи.
не знам што би издвоил уште нешто, али во глобала за мене тоа е прав джентлмен со потези, со движења кои што ќе докаже дека е стварно прав джентлмен. Да. Види, Прегеска ти ја кажа најточна дефиниција. Он цело време ја владае ситуацијата и знае што како, така да тоа е тоа. Многу голем тренд во светот сега стануваат тетоважите. Не можам да не приметам дека ти имаш доста тетоважи и не можам да не ја спомнам најновата што имаш ставено Евро 2021. Па добро, ова е најспецијална, можам да кажам, после моите што имам овде, најспецијална е Европското првенство. Тоа е кога седам во 60 години во фотелја, кога ќе помислам на тие случувања, кога седам во фотелја како джентлмен. Така. Како джентлмен. Необично, нормално. Необично. Затоа сакав да ја носам на себе, зашто тоа е една од најбитните случувања во мојата кариера. Така. Така би ја опишал тетоважите и би сакал да ја носам на мене. Кога ја направи првата тетоважа? Првата тетоважа со 19 години ја направив. Овде ја имам, тоа се моите, ги носам зашто во тие периоди ми фалеа, беа многу битни за мене и сега се најбитни, али сакам да кажам дека тоа ми фалеа да бидат блиску до мене. Да. Така да ја направив тетоважата за да осетам таа близина и тако нешто. Па да, филозофијата на тетоважите доаѓа од старите индијанци. Тие секогаш викаат дека кога ќе ја видам тетоважата, барам таа љубов и таа енергија што ми ја носи за понатаму во животот. Така да убаво кажа, кога ќе седнеш на 60 години, вака ќе се гледаш и ќе се читаш, ова што беше ова таму. Тачно, тоа се моменти кои се најбитни и ги обележувам на моето тело. И морам да кажам, ми се свиѓаат тетоважите, не. Па да, нормално и да ја убаво. Ки имаше еден ден ќе речеш, ова овде Жаре кога ми беше на гости во Шпанија. Кога си поминавме топ. Да, си поминавме топ, после вечерта се завиравме. А кажи ми, дали сакаш да готвиш? Да. Готвиш? Да. Што најчесто? Тоа е многу джентлменски, да знаеш. Најчесто готвам и најдобро што ми излага е рижото. Да, спремам и морско и вака со зеленчук и мислам дека најдобро ми излега и за мене готвењето ме релаксира. Да, се опуштам кога ќе готвам. Се опуштам во домашна средина, со чаша вино, готвам, не брзам, опуштање. Во кој пијалок најмногу уживаш, во принцип? По вино. Бело или црвено? Би се одбил за црвено. Да? Да. Супер. Милош, што ти кажам, право. Интересна приказна, интересен пристап кон нештата. Ќе ти посакам уште многу успеси. Ќе ти посакам да го освоиш и светот и како репрезентација и ти како поединец и се надевам дека ќе се дружиме со чаша бело вино или со некој коктел таму некаде. Фала на вас, фала за се и се надевам дека следната емисија ќе биде Джентлмен во Мадрид. Да, здравје Боже, да. Muchas gracias. Gracias. За поголемиот дел од 2020 година, водечките светски спортисти беа настрана. Работеа за намалена плата, играа на празни трибини или едноставно беа целосно изолирани од спортот поради пандемијата со коронавирусот. Многумина од нив вложија и големи средства во борбата против овој невидлив непријател. Сепак, работите почнаа да се враќаат во нормала и за најдобрите спортисти дојда подобри времиња, особено во нивната финансиска ситуација. 10 најплатени спортисти во светот заедно заработиле повеќе од 1,05 милиарди долари во изминатите 12 месеци, што е за 28% повеќе од минатата година. Вкупната заработувачка на овие спортисти имало само неколку милиони долари помалку од рекордот вреден 1,06 милиарди долари поставен во 2018 година, кога боксерот Флојд Мейведер заработил 285 милиони долари од неговата борба со Конор Мегрегор во 2017 година. Оваа година, барем досега на првото место на најплатени спортисти е Конор Мегрегор, откако искористи својата неспоредлива популарност во мешаните боречки вештини. Храбриот Мегрегор собрал досега вкупно 180 милиони долари во последните 12 месеци. Најголем дел од тоа доаѓа од неговата неодамнешна продажба на неговиот мнозински удел во неговата компанија
која произведува виски. Конор за прв пат е на прво место на оваа листа, и втор пат во првите 10. Мегрегор заработил $158 милиони надвор од својата борбена кариера во последните 12 месеци, со што станал само третиот спортист по Роџер Федерер и Тајгер Вудс, кој заработил повеќе од $70 милиони надвор од теренот за една година, додека се уште активно се надпреварувал. Други тројца спортисти, кои исто така надминале $100 милиони во вкупна заработка оваа година, се фудбалските звезди Лионел Меси и Кристијано Роналдо. А тука влегува и бекот на НФЛ Дак Прескот. Меси, чија драма надвор од теренот со Барселона минатото лето беше проследена со медиумски извештаи за тешката финансиска состојба на клубот и откривањето дека неговиот договор вредел неверојатни $674 милиони, што поседува рекорд за фудбалерите со вкупно заработувачка од $130 милиони за само една година. Прескот со $107,5 милиони го соборува рекордот кај играчите на НФЛ, благодарение на бонусот за подпишување од Далас Cowboys од $66 милиони. Четворицата од оваа година се приклучуваат на уште 5 други спортисти: Федерер, Мейведер, Неймар, Мани Пакјао и Тајгер Вудс, кои успеале да заработат повеќе од $100 милиони за една година. Леброн Джеймс е уште еден на оваа листа. Звездата на Лос Анџелес Лейкерс заработил $96,5 милиони, што е рекорд за NBA играч за една година. Кристијано Роналдо станува првата личност во светот што достигнал 500 милиони следбеници преку Facebook, Instagram и Twitter, а подоцна со надминувањето на бразилската легенда Пеле, достигнувајќи 770 постигнати голови. 36 годишникот, чиј 4-годишен договор вреди просечно $64 милиони годишно и истекува во 2022 година, има доживотен договор со еден од најпознатите светски брендови и стои зад неговиот бизнис со брендирана облека. Останатите на оваа листа на најплатени спортисти влегуваат Неймар, Роџер Федерер, Луис Хамилтон, Том Брейди и Кевин Дурант. По она што можеме да го видиме, најголемиот дел од нив заработиле токму од нивните спонзори и од нивните договори за реклами, кои што ги имаат направено надвор од нивната заработувачка. Научете ги децата на добри навики и на спортски навики, така да имаме подобра држава и по-спортска држава. Сите ние тежнееме да бидеме успешни во тоа што го правиме, а тоа ќе го постигнеме, верувајте ми, само преку негувањето на добри навики. Бидете джентлмени, негувајте добри навики. Негувајте добри навики, гледате Джентлмен магазин на македонската телевизија. Ај, vamos a España. Aјде. Vamos. Ајде. Браво. Дај си ръче.